Благодарам, почитуван подпредседателе, почитувани колеги пратеници. Почитуван колега Цуклев и Коджабашиев, сега ќе ви кажам како во Штип се практицира досега донесениот закон за проценка и данок на имот. Овде, но најнапред сакам да говорам по поднесениот закон, каде што се вели дека со предлог на законот за изменување на законот за даноци на имот се предлага решение со кое се предвидува проценка, односно утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот за целите на даноците на имот да ја вршат лица кои се вработени во единиците на локалната самоуправа и имаат положено стручен испит за проценувач, според законот. Сега, бидејќи Штип е град на визионери, еден таков визионер имате градоначалник на Штип, оној чија роднина делеше решенија на наставниците за јавни службеници пред да биде донесен законот за јавни службеници, тој како градоначалник, исто такав визионер, едноставно си формира комисија, колега Цуклев, која зборувате дека, па вие зборувавте дека комисијата е стручна и формирана од Советот и така натаму. Ова го зборувам, бидејќи јас бев член на Советот, кога се тоа се случуваше во градот од кој што доаѓам. Едноставно си формира комисија од волонтери, воспитувачи, оделенски наставници и така натаму, оние ваши партиски кадри, волонтери, невработени во општината, и почна почитуваниот градоначалник визионер Зоранчо Алексов, почна да го мери имотот на граѓаните во градот. Комисиите почнаа хајка, почнаа да одат по домовите, да прашуваат кој каков паркет има и кој какви плочки има залепено, бидејќи тие се многу стручни, и замислете, проценија вредност на објекти што на никој ни на крај памет нема да му текне дека толку многу му вреди објектот во кој живее. Уште тогаш ние како советници реагиравме дека тоа е спротивно на законот од 2007, каде што децидно стои дека комисијата треба да биде формирана од страна на Советот на општината, и после една година мерења по градот и вршење на проценки, градоначалникот се сети да донеси таква одлука на Советот на општина Штип. Но веќе беше доцна, бидејќи решенијата за проценка на данок на имот на граѓаните веќе им беа поделени по градот. И замислете, луѓето одеднаш станаа многу богати и ако данок плаќале по 800 денари, сега имаат решение од 5-6 хиляди денари, најмала вредност е 3000 денари во Штип. Замислете, во градот на сиромаштија, во градот на стечајни работници, одеднаш граѓаните станаа многу богати. На сето ова, објаснување на градоначалникот беше дека не е покачен данокот на имот, туку има промена во методологијата. Значи, според оваа нова методологија, уште тогаш поднесена, граѓаните добија решенија со драстично покачување на вредноста, односно на данокот на имот или утврдената пазарна вредност. Сега, исто така објаснување на овој градоначалник беше дека, го парафразирам, граѓаните во Штип се побогати, бидејќи им е повисоко проценет имотот што го поседуваат. Ама оваа методологија воопшто не одговара со вистинската вредност на објектите, бидејќи во Штип објектите се продаваат поевтино отколку што самите вредат. И кога некој ќе го продаде станот, кој му е проценет од оваа комисија на 50.000 евра, а тој ќе го продаде за 25.000 евра, се случува да плати данок на нешто што тој воопшто не ни зел вистинската вредност, односно толку колку што му го процениле имотот, таа така стручна комисија на градоначалникот Алексов. Да ве потсетам, тој градоначалник што оди со службеното возило на годишен одмор. Може би оваа година пак така исто ќе постапи. Сега, исто така оваа стручна комисија се случи да востанови во една вертикала, кај што се знае, според планоците станови се исти,
Но замислете, едни станови беа со 50 метри квадратни, други беа со 70 метри квадратни. Имаше објекти, зависност во на чија политичка припадност се собствениците, да некои објекти што вредат милиони во градот беа проценити за многу мала вредност и да платат помал данок, а оние кои не му се допаѓаа на градоначалникот плаќаа и се уште плаќаат огромни суми на данок и до ден денес истите овие имаат поднесено и жалби, имаат поднесено и преставки до второстепената, но ниту еден граѓанин, ниту собственик на таков објект до ден денеска нема добиено одговор на нивните барања, односно објаснување зошто и на кој начин им е проценет на толку голема вредност имотот. И замислете, се случуваше да граѓаните живеат 20 години во 50 метри квадратен стан, одеднаш овие стручни комисии проценија дека станот е 72 метри квадратни. И самите не знаеле дека имаат толков голем стан од стручноста на комисиите. Сега во овој закон се вели дека лицата кои ќе вршат проценка да имаат положено стручен испит за проценител. Што ќе се случи со решенијата кои граѓаните ги имаат добиено од една ваква нестручна комисија, бидејќи кај нас во градот и за оваа година врз основа на мислењето на оваа комисија се делат пак исти такви решенија. Како ќе се воспостави тој заштитен систем за неправилно извршената проценка? Луѓето кои поднесува приговори, како ќе добијат и на кој начин овие луѓе ќе си ги остварат своите права, односно ќе докажат колку навистина вреди нивниот имот и колку е голем имотот кој го поседуваат, бидејќи е извршено мерењето од крајно нестручни комисии кои се уште важат нивните решенија. Овие решенија не се повлечени. Сега, што беше единствената мотивација на овој градоначалник визионер? Да го зголеми буџетот на општината, но наместо да овие пари ги инвестира во објекти што се од битно значење на градот, истиот тој се задолжи со кредити што не може да му ги вратат уште тројца градоначалници по него, а овие пари од касата на општината ги насочи кон вработување на онаа силна администрација на партиски војници и лепачи на плакати, кои вршат вакви проценки на имотот на граѓаните и кои навистина нанесуваат само штета и не се знае веќе на кој начин треба уште да им се бркне на джебот на граѓаните во Штип. Сакам да ми објасните како тоа одеднаш ние станавме многу богати и одеднаш овие луѓе имаат многу голема вредност на имотот, а истите не можат да докажат дека навистина живеат во 50 метри квадратен стан, а не според овие проценки од 70 метри квадратен стан. И затоа, колеги, она што велите дека било законски и дека во секоја општина се вршело законски процена на имотот и тоа го работеле стручни кадри, немојте да бидете сигурни, бидејќи во нашиот град е се возможно. Немојте да манипулирате и овде и овој пат со овој закон. Очигледно дека во многу градови, во многу случаи ги имате утврдено овие грешки, па затоа еве се носи измена дека овие лица треба да бидат стручни за да не трпат граѓаните. Бидејќи досега со вакви проценки ова одеше во секој случај на штета на граѓаните. Благодарам.